Скопје во втората деценија на 20 век. Декада на 3 војни, 4 држави, неколку влијанија. Што всушност се случува во светот пред 90 години? Каде сме биле тогаш во однос на остатокот на планетата? И дали имало и други скопјани во галаксијата или сме биле сами во космосот? Во втората деценија човештвото се уште е во заблуда дека живее во најубавиот од сите векови, во векот на мирот, технологијата, уметноста и прогресот. Се завршува копањето на Панамскиот канал. Пикасо и Брак го создаваат кубизмот. Малевич го изложува црниот квадрат на бело. Парис лудува по музиката на Стравински. Во Барселона Гаудија гради катедралата Света Фамилија. Во Копенхаген Клара Цеткин го прогласува 8 март за Ден на жената. Во Америка започнуваат да се објавуваат првите джез плочи. Во Холивуд се снимаат неми комедии. Магионичарот Худини тргнува на турнеја по Европа. Светот е опчинет со авионите на браќата Раид. Луѓето уживаат во ентузијазмот на ерата Бел Епок и никој, ама баш никој не ја насетува крвавата кланица што следува. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackies, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Torrent und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Прво, бумба една падна кај пазар, кај зелен пазар денешен, сега кај што се тија кулата прва понатака десно и како што паднала бумбата одеднаш штрапнела. Ја као дете мало, у двор ме удри овде. Као сега тоа го памтам и после од бомбардирањето нашите старите стрина ми, татко ми, да речеме и компанија, ме однесува мене кај сега што е Велика Србија, кај еден вујко имав, тамо Алексо се викаше, знаеш, имаше син Трајан и Никола и две сестри уште бева, Павлина и не знам, не сеќам која беше, ме однесува тамо кај една тетка Гуга. Првата светска војна, ова као фрагменти кажувам, нели германците кај изградиле нешто така, онамо кај железничка стања, таа улица не постои, нели магазини свој и изградиле. А тука кај Мак Петролу продолжетак навака е прва германска операциона болница. Првиот светски рат. Тука била. Оти фронтот, како биле, ги носеле тука болните, ги оперирале, ги лечеле. Ко сега памтам. Тука имаше како сега што има хуманитарна организација и тога и имало. Не може од вакви размери. И казан со какао, варење кафе, не знам што, нели, и се делело на сиромашни граѓани. Това се сеќавам ја, дури мајка, како мајка ми да ми викаше, како да ме и
ми нареди, иди Петре, А после се сеќам дека у нашата куќа, кај што бевме у улица Христо Ботев и Франше Депере, после бева некои си германци тука седева, бидејќи од железничка станица ја виделе куќата, чардаклија со бунар и се населиле тука. А ова го знам ја, па да ме подсетиш убаво, го изјавувам, бидејќи тука сум живеел и тука сум израснал. А некој, па го потврдувам, ако има некој поише да знае од мене, нека се јави кај вас и нека ме допуни мене. Много слънце има, колко чиста светлина, твоите очи любима, моя хубава страна. В тебе радостта, полеса свободността, за твоите птична розица, хилядолетна си донесе решти, за своята дивна красота. Хилядолетна си донесе решти, за своята дивна красота. Се наоѓаме на Бит пазар во дворот на Аладжин џамијата. Во дворот на џамијата се наоѓа ова турбе, познато како шарено турбе. На влезот од турбето некојаш постоела плоча на која биле испишани името и презимето на покојникот закопан на ова место. Но кога во 1915 година силите на Оската го освоиле Скопје, еден германски офицер Бајагија Бендисал ова плоча, посакал да ја задржи како сувенир, ја изведил и ја понел со себе. Денес плочата можеби се наоѓа во Регенсбург или во Олденсбург или во Аугсбург или во Западна Вестфалија или во Јужна Саксонија или во Централна Прусија. Доколку германскиот амбасадор во Република Македонија ја гледа оваа емисија, го молиме да превземе јавна акција во својата татковина за плочата да се врати таму каде што припаѓа.